ден, драги гледачи. Денеска се наоѓаме во студиото на Нов Асном, каде што со нашиот драг, ценет и почитуван професор доктор Зоран Крстевски, кој што е астролог, писател, етичар и филозоф и пишува книги 13 на број моментално од областа на етиката, филозофијата, психологијата и астрологијата. Денеска ќе позборуваме на тема за хороскопскиот знак на Девица. Добар ден, професоре. Добар ден. Дали може да позборуваме повеќе околу позитивните и негативните страни на овој хороскопски знак? Знаеме дека позитивни страни се имаат јак аналитичен ум, високо се организирани, јака дисциплина, практичност и така натаму. А како негативни карактеристики може да наведеме дека се склони кон перфекционизам, прекомерно размислување или овертинкинг, неретко тешко се опуштаат и се само критични кон себе си. Дали може нешто повеќе околу овие карактеристики? Па да, еве, од тие негативни да почнеме. Навистина се премногу критички ориентирани, не само кон себе и кон другите. Затоа што нели се перфекционисти, сакаат ред, сакаат дисциплина, сакаат нештата да ги видат онакви какви што се. Тие се опозиција на рибите, кои што се ориентирани кон верување, а девицата кон преиспитување. Рибата верува, мисли дека се е идеално и понекогаш премногу ги идеализира другите луѓе. Смета дека треба да се жртвуваме, треба да придонесеме, треба да живееме со емоциите. Девицата не сака така да постапува, таа вели емоциите ќе бидат второстепени. Поглавен е рациото. Дај да преиспитам со кого си имам работа. Дај да видам со што располагам. Дај да видам кон што да се насочам. Па потоа ќе верувам. Значи гледате голема разлика во однос на рибите. Затоа девицата и оди критички кога ќе види некои слабости, а многу забележува. Таа е, би рекол, аналитички зодијачки знак. Тој нивни перфекционизам понекогаш им создава штета, бидејќи никогаш не се најзадоволни од нештата. Секојаш смета дека може и подобро. И замислете ако тоа си го наметнат на самите себе си или во релациите со другите. Значи партнерот колку ме задоволува, колку е исполнителен, колку е посветен, колку е верен, колку можам на него да се потпрам на некој начин. И сега они ќе забележат слабости, за разлика од рибата која што ќе гледа најубавите страни од карактерот на партнерот да ги воспостави. За разлика од лавот кој што гледа страст, енергија, темперамент. Ако има енергија, страст, има се. За разлика од вагата која па подлегнува на потребата за партнерство, на естетизам или да биде со некого. Девицата вели ќе бидам со тој кој што вистински ме исполнува. А девицата, бидејќи критички ориентирана, многу тешко може да најде некој кој вистински ќе ја исполни. И тука се проблемите. Затоа и они треба малку да се опуштат. Еден од најстегнатите зодијачки знаци, бидејќи на некој начин, нели, си се товарат себе си, ги товарат другите. Добри се во работата. Таму се бара, нели, дисциплина, одговорност, посветеност, аналитичност, селективност. Но што во љубовта? Тоа е слабата точка на девиците. И ретко они се најзадоволни од љубовта. Дали заради својот карактер што е таков како што е, дали затоа што веројатно они се големи психолози, па умеат да проникнат во туѓите слабости. И они не сакаат игри сплетки, не сака некој манипулант. А денеска е време на манипулантите и сега од таа гледна точка овие девици со висок карактерен тип едноставно гледаат да ги избегнуваат сите оние кои што негативно зрачат. Но кои ќе видиме, многу ретко ќе најдеме лица кои позитивно зрачат и тука голем број од девиците понекогаш се чувствуваат осамено. Дури да се во некоја релација, нели, фактички не си сам, а се чувствуваш осамено. Си опкружен со луѓе, но немаш близина, немаш топлина, немаш со кого да се поврзаш. Не можеш емоционално да се изразиш. И еве им го проблемот на некој начин. Како да ја најдат сродната душа, како да се вклопат со другите, како тие другите да ги разберат девиците. Затоа многу па и критички одат кон девиците, велат девицата стега, притиска, не се опушта, премногу анализира, не е толку по страстите, не може така лесно да ја Водиме. манипулирам или да и се наметнам, а луѓето сакаат да владеат врз другите. И сакаат да наметнат волја за моќ. А една девица не е така лесно да владееш. Затоа што си има своји концепти, затоа што гледаш умот владее. Кога умот владее, ти треба да си попаметен за да ја победиш. А кога чувствата владеат, можеш да ја фатиш на сензација, на допир, на романтика, на енергија, на ранливост. И тогаш лесно ќе ги извозиш луѓето. Затоа е лесно некој да го креира ракот или рибите, потешко скорпијата. Тие се водени зодијачки знаци. Значи гледате,
Некој наоѓа рака риба и игра на нивните емоции. Станува добар, приемчив, има задни намери, не ги изразува, но ги атакува нивните емоции. Кога треба, станува добронамерен, гледа на секаков начин ги придобие, ветува се и се што, им дава одредена љубов или понекогаш подароци и ред нешта и овие се опуштаат, рибите и раковите. Велате и овој колку е добар, види како ме фати, како не се одврзува од мене. Не знаејќи дека тој може има некоја цел, има некоја програма која ми ја наметнува. Ги удира на емоции. Истото не може да го направи на девица. Да. Што девица нема да ти отиде со емоции. Девицата оди со логика. И вели, дали е тоа вистина? Дали ти си навистина таков? Што е твојата намера? Дали ова ќе трае? Каква личност си ти? Со што се карактеризираш? Какво е твоето минато? И ќе почне да разговара. Значи, гледате, овен лав стрелец не разговараат. Чувствуваат енергија, страст и се предаваат. Да. Значи, гледа магнетизам, флуид со некого и одма, што се вели, влегува во односот. Битна е енергијата. Кај рибите, раковите и скорпиите битни се емоциите. Кај водолијата, вагата и близнаците битна е комуникацијата. Кај девицата битна е сигурноста. Девицата е зодијачки знак на сигурност. И гледате и еден од најекономичните зодијачки знаци. Тоа некои, речиме што работат у гостителство, велат леле кои ќе ми дојдат гости девици, не оставаат бакшиш, што се вели. Значи тешко се одлучува, девица си го цени тоа што е свое. Тоа е добра карактеристика во денешно време. Чи си поседувам вредност, си поседувам знаење, си поседувам пари, си поседувам однос, и сега тие гледаат тоа да го задржат. Не го раздаваат туку така. Ако е квалитетен односот, девицата е тука стегната, припиена. Ако имаат пари, тие пари ги заработиле на потежок начин или било каков начин и тие не ги расфрлаат парите. Ориентирани кон здравјето, едни од најголемите хипохондри. Значи се грижат за здравјето, тежнеат кон здравствена сигурност, тежнеат кон емоционална сигурност, тежнеат кон финансиска сигурност. И тежнеат кон екзистенцијална сигурност. Че зодијачки знак е кој најбитна е сигурност. Ај сега вие кажете ми, бидејќи сте девица, каде ова денешно време ќе се најде сигурност? Да. Затоа да. девиците не се задоволни. Точно, сигурноста ретко во што можеме во овие променливи времиња, Так. значи мора да ја прифатат промената, да се прилагодат, како што рековме, кон промената, за бидејќи единствено нешто што е сигурно, константно во овој универзум е промената, велеше некој филозоф, дали Хераклит или Так. да. Па промената е вечна. Се тече, се менува. Да. Сега, најтешко во ова време на живење е да бидеш девица. И да бидеш водолија, што би се рекло. Водолија може повеќе, тоа важеше минатиот век, затоа што тоа се уште не беше пристигната на вистински начин ерата на водолија, сега веќе нештата се променија и настапува ерата на водолија, па може водолиите спонтано ќе дојдат до израз. Но водолијата оди напред, таа оди хумано, таа оди да помогне на другите, таа оди да се сплоти со другите. Затоа е тешко да бидеш во еден суров свет кај што владе егоизмот да станеш водолија. Зашто секој гледа за себе. Но стана тешко и за девиците. Зашто девицата бара ред, дисциплина, бара посветеност, бара одговорност, бара стабилност. Каде во овој денешен свет тоа ќе го постигнеш? Земи ги луѓето, константно се оптоварени по психички борби, имаат притисоци, себично ориентирани, а ти си девица. Плюс ако си девица на која страстите не се најважни, тогаш ќе дојдеш проблем. Затоа што на луѓето им станаат страстите најважни, а ти си девица која си закопчана. Сега нормално се менуваат нештото. И девиците не се оние девици што беа. Ама сепак сакам да кажам како профил на размислување, дека девицата е прибрана. Не се расфрла. Не се расфрла со пари, не се расфрла со енергија, не се расфрла со емоции, не се расфрла со време. Треба се да биде средено. Замислете девица дете или девица да живеете во домот со нејзи. Се знае книгата кај да биде поставена. Се знае чашата кај стои, се знае чевлите каде како треба да бидат распоредени. Се знае како да се здипли кебето тамо што ти не. Да. Се знае кога се руча, како се организира времето. Не може кај девицата растор систем да биде. Да. Тој е перфекциониста. Таа бара среденост, култивираност. И сега вие сте лав и вас не ви е гале за ситниците. А девицата е најважна ситницата. Лавот ја ги гледа крупните работи. Што се замара он сега со некои ситници, дали било тука пенкалото, дали овде било чашата. Лавот гледа што да заврши како обрска. Ама девицата гледа на се. Осеќа, го осеќа мирисот на луѓето. Ја осеќа нивната ведрина, осеќа нивната вибрација, ги осеќа или проникнува нивните зборови.
И ти било кој збор ќе кажеш, левицата ќе ти се зафати за збор. Ама зашто тоа го кажа? Ама чекај, што мислеше на тоа? За разлика од Лав или Овен, тој не се замара со тие некои зборови. Тој гледа ти каква ти е енергијата, што од тебе да очекува. Така што сосема поразличен концепт. Во тој поглед не им е лесно на девиците во полето на љубовта, а некогаш и на полето на работата. Затоа што денеска и таму ако преовладува непотизам, партиска книшка, ако преовладуваат ниски вредности, ако некој со протекција се наметнал и сега да ја биде главена девица, а девицата си одговорна, дисциплинирана, организирана, си ги средува работите, и ако трпи мобинг, ако трпи притисок, девицата има опасност психички да се измести. А еден од зодиачки знаци кој најмногу психички се изместува е девицата. Се изместува и близнакот, тој владее со нервите, и близнакот мора да има среден живот. Се изместува и водолијата кој е воздушен зодиачки знак и брзо темпо на животот, непредвидливи животни ситуации, нема права линија, секогаш иде горе-доле и некогаш нервите страдаат. Но најмногу девицата. Заради што? Ова што го кажавте претходно. Премногу размислува. Професор, исто така, општо е познато дека денешен проблем на човештвото е што луѓето премногу се во умот и тешко ја прават таа конекција со срцето, со емоциите. Меѓутоа кај девиците тоа е пренагласено, претешко е да како да ја направат таа конекција со срцевата интелигенција, со емоциите. Така, Јордан Браус убаво го проникна ова. Имаме емоционална интелигенција, когнитивна интелигенција, имаме социјална интелигенција, имаме спиритуална интелигенција. Така. Дел од генетиката зависи, дел од нашето обкружување, дел од школството, дел од она што го преживуваме на животот и од нашата надградба. Но природно, кај девицата преовладува когнитивната интелигенција, не емоционалната интелигенција. Таа емоционална интелигенција ги има кај овие емпатични зодиачки знаци, што ги кажа водените зодиачки знаци. Понекојаш и кај некоја вага ќе најдеме голема емпатија. Зашто вагата има потреба биде со другите. Понекоја знае да се подреди во името на другите. Да биде добро семејството, детето да напредува и ќе го прифати партнерот кој не е компатибилен или кој не одигрува некоја значајна улога во семејството. Кој е индивидуалец, кој едноставно не сака соработка. Но вагата во името на заедницата ќе рече дај да покажаме емпатија, дај нешто да се обидеме. Еден ове нема тоа да го направи. Ове ќе ги пресече работи. Ќе рече што е, ти си мисли за себе само. Себичен си. Не гледа за нас. Ајде, ќе го избрка. Така што девицата во случајов истото тоа ќе го направи со анализа, но тешко ќе се одлучи за промена. Значи гледате се, на масата се проблемите. Да. Овенот, лавот може брзо да ги решат. Да. Лавот си сака се најдобро за себе си. И ќе рече, доста се мачам, доста се ограничувам, доста овој го трпам, кој не ме задоволува, кој не ме исполнува, кој ме пасивизира. Време е да го откачам. И лавот ќе направи промена, овенот ќе направи, и водолијата ќе направи. И стрелецот. Да. Вагата ќе размислува и за некој друг. И ракот ќе размислува за семејството, за родителите, па како тоа, па што јавноста ќе каже, па тоа немало во фамилијата, па како да се оставам и ред аспекти. Рибата ќе го идеализира, иако никаков ќе се обидува да го промени. Постојано ќе се труди да го смени, да му најде некоја добра страна и да му ја подигне. Ама сепак е добар човек. Ама чекај бе, нефункционален, нигде го нема, иде по кафани или не се прибира или не е посветен или не ти покажува емоција. Не. Добар е тој, има нешто во него. Сепак не можам така да го оставам. Девица ќе ги види сите слабости. Так. Нема да го идеализира. Ќе рече, да, има потешкотија, ги троши парите, не е одговорен, не хигиената не му е на највисоко ниво, иако концептот или што се вика стандардите за хигиената на девицата се многу високи. Високи. И сега не може секој да ги исполни. Но од другата страна девица ќе биде свесна за состојбата во која се наоѓа и лоше ако не е свесна. За една девица е многу опасно да не знае со колку си има работа, да не знае во каква, би рекол, професионална област може да се развива или не може да се развива. Да не знае каква е состојбата на незиниот организам, на незиното биополе. Значи девицата треба да знае. Понекогаш тоа Шопенхауер го има кажано. Да. Најмногу страда човекот кој што најмногу знае. Значи Така. девицата и страда. Тој е зодиачки знак на болки, на страдање од друга страна, бидејќи многу анализира, многу размислува. Но тешко ги прави промените. Тука е проблемот. Да. Значи ја гледа аномалијата, го гледа ја потешкотијата, но не може да се одлучи туку така да го напушти. Се додека дојде една критична точка кога нема каде и мора да се штити себе си. Во тој поглед девицата вклучува логика, рацио, не вклучува емоции. Тогаш девицата се отуѓува. Значи она обстанува во односот, таа е веќе тука со некого, со партнер и така натака, или во професијата, ама нема веќе емоции.
И девицата функционира ладно, студено. И сега некој ќе рече, а како може да се функционира резервирано, ладно, дистанцирано, отуѓено? Да. Тоа некој ќе рече да е пример од водените зодиачки знаци. И тие нормално да речат, нив им треба топлина, блискост, поврзаност. Но за една девица може да биде типично и некојаш да се дистанцира од она што не ја задоволува. Проблемот е што не го напушта тоа. Че девицата треба да е похрабра. Таа не е многу храбра, за разлика од овие огнените зодиачки знаци. Таа само треба да се одважи и тоа е главниот концепт, да верува во себе. Че таа како што ги анализира другите луѓе, треба да се анализира себе си, но со принципот на афирмација, Да. а не со негација. Ако пристапи со негација, не е добро, не сум добар, не можам, мој помина времето, немам енергија, гледај со парите, што ќе биде утре, тешко ти, како ќе обстанеме, па како децата, па што ќе рече јавноста, проблем за девица. Таа треба да верува во себе си. Таа е паметна, таа е аналитична, таа ќе најде решение. Само и треба одлучност и храброст. Ако тоа она го воспостави, тогаш може многу работи да ги подобрува. Затоа и сега веќе доаѓаме во фаза кога некои планетарни аспекти се отвараат за девиците. И они мора да веруваат во себе си за да ги искористат тие планетарни влијанија, да направат промени. Првата промена е однатре. Да намалат со перфекционизмот, бидејќи тој притиска. Да. Да намалат со крутоста, со оној зид кој го поставуваат пред себе си, бидејќи ако ти постоиш висок зид, кој ќе ти го прерипат зидот да ти дојде до срцето? Второ, ова Јордан што кажа? Да го отворат срцето малку. И во срцето има богатство, значи да го следат инстинктот. Значи гледате, јас следам логиката, ама не го следам инстинктот. Логиката може да ме плаши, а инстинктот може да ме отвори. Зашто инстинктот не отвора за некоја вистина која ние натрешно чувствуваме, ама ја потискаме ради пресилна логика, ради потреба да ги држиме нештата под контрола. Она контрол фрик, што се вели. Да, да. Значи, фатиш, контролираш. Каде се парите, каде е времето, каде е партнерот, што се случува, што е со децата, какво е здравјето, каква е состојбата. Допуштање. Веруваш во себе, ќе го решам проблемот. Паметен сум, ќе најдам опции. Затоа когнитивната интелигенција е над најаките. И ви гледате, Толстој роден во знакот на девица. Каков писател, врвен, какви анализи правил. Меѓу другото, правил анализи на семени прашања. Проицерува соната за неверство. Да. Како таа жената тоа што се случило, потоа он извршил убиство, тој главниот лик, Да. музичарот. Ана Каренина. Не, тоа е во друг роман. Да. Значи, Кројцерова соната, каде што Толстој длабоко ги анализира човечките прашања на верност, неверност, на посветеност или на интрига, на решение или на слабост. Потоа во Ана Каренина, повторно неверството го анализира. Гледате, стравот на девицата. Стравот е многу присутен кај девица. Лав е храбар. Прав, лав е храбар. Тој оди, нема кај него, ама дали да, дали не. И така треба лавот. Кај девица имаме страв, имаме анализа. Страв од неверство, страв од болести, страв од смрт, страв од напуштање. Да. И сега со стравот се кочиме. Гледате се еден Толстој девицата, анализира човечки стравови или човечки состојби, човечки незадоволства, човечка апатија. По случајот кај Ана Каренина, која не е стрикна во бракот, која има дете, има семејство, ама има строг партнер, сопруг кој не ја задоволува, кој не може да најде блискост. И оди во забранетото овош. Тоа е неверството. Оди со Вронски, кој ја исполнува, кој буди страст, кој создава нова димензија. Она бега од својата димензија. Бега од својата димензија на семена жена. Оди во авантурата. Тука се судира со прашањето на детето и обврските кон детето. Но се судира со прашањето на моралот. Едно од главните прашања на девицата е прашањето на моралот. Вистинската девица држи до морални вредности. Но имаме девици кои не држат до морални вредности. Пабло Ескобар, големиот наркобос, најголем у светот, роден во знакот на девица. Инклинирал кон неубави работи. И овде имаме некои девици, кои политика, кои во нешто се наметнале. Да. Значи, они имаат некојаш јалчност. Имаат потреба за поседување. Но вистинските девици имаат потреба за морал, за чистина. Чистота и чистина. Така. Чисти односи, чистота во мене, морал. Ако се прекрши, страдаат. Затоа Толстој го анализирал. Гледате он какви се напишал дела. Воскресение исто така. Војна и мир. Да. Ама не, гледате во Ана Каренина, она се осуди самата себе си, заради тоа што го прекрши заветот на верност, на честност. Нези проработи грижата на совест. И она се фрли пред возот. Он ги Потоа, да, ги анализира првите два
закони од божествените напаствија од Библијата од Исус Христос, првите две, да. Па Не убивај, Па не убивај, ама он не е во војна и мир тоа го анализирал. Него третиот роман е веќе го кажам, Отец Сергеј, од Толстој. Отец Сергеј имал голема љубов. Бил заљубен во неа, ама царот фрлил око на таа негова голема љубов и он не можел против царот, плюс го сакал царот и се повлекол. Но отишол во манастир. Бил во манастирот и му се јавило визии, станал исцелител, голем број на луѓе доаѓале кај него. Но он некаде тоа анималното човечкото го потиснал, останало недоразрешено. Но една има дојдено некоја лепотица и која испровоцирана од друштвото дека не можеш да успееш да го заведеш отецот. Пробува да го заведе, отецот за да не подлегне на искушението, зема секирата си го сече палецот. Значи да не подлегне. Но останува во него анималното да живее. На две нивоа живеело. Едно како човечка слава, а второ како ниски страсти. И потоа доаѓа една млада, која се соблекува пред незе и он се соблазнува и отидува во неубавите води. Пази, човек кој што бил воздигнат духовно, кој му била дадена мисија, кој што се одел на божественото, на крај потлегнал на ниските страсти. И потоа он почнал себе да се осудува, за малку и тој ќе се самоубил. Да. Но ја сватил суштината на животот. Дека може би он служејќи му на Бога, фактички служил на човековата слава и на ниските страсти. Зашто го правил тоа ради егото. А некој кој што помага, кој што е хуман, кој што е одговорен, фактички е повеќе насочен кон духовното, а без при тоа да се облекува во мантии. И тоа што саках Толстој да каже како една вистинска девица. Дека кај нас, луѓето ги има тие две страни. Една анимална, која е ориентирана кон ниски страсти, кон задоволства, кон его, и една света, чиста, префинета. Проблемот е кога има расцеп на личноста. Кога некоја личност, која била света, духовна, вредна и морална, отишла во лошиот пат. Ако таа личност е родена во знакот на девица, таа нема добро да помине. Сега таа личност ако е родена во други зодијачки знаци, тоа е друг концепт на живење, може и добро ќе помине. Од кај знаеш? Од чиста, од света, од морална, од верна, од еднаш станала неверна, отишла кон ниски страсти. Може има некој механизам тоа како да го разреши со себе си. Затоа што може страстите нагоно владе. Но гледате, една девица не може тоа си го дозволи. Таа има запишан идеал. Идеал на чистота и на чистина. Идеал на натрешна човечка духовна вредност. И затоа гледате, девицата може да се рече единствениот човек во зодијакот. Да. Затоа што близнаци тоа се деца. Водолие пола човек, пола овој што истура вода. Не е дефинирано до крај. Вагата е предмет. Ова другиве се жена животни. во хороскопот. А жена, ете, Да. човек, жена. Ама гледате, жена со чистота. Жена асоциација на Ева, а не на Лилит. Да. А секоја жена во себе го има и Лилит. А не ја го има само Ева. Ева е таа чиста, исконска, вистинско олицетворение на Архетип. женската природа. Архетипот на женската чиста, неизхварена природа. Неизвештачена. А оваа Лилитот, таа е она друга, на темната страна на месечината. Темната страна на жената, која инклинира кон она што е надвор од жената. Па некад ниски страсти, па некад неодговорност, па некад расфрлање на својата енергија, па некад неодговорност кон децата и семејството. Значи, гледате, тој е искушение. Често се присутни кај девиците. Тие борби помеѓу две струи, две страни. Затоа го проанализирав низ призма на Толстој. Како девица кој го увидел и го запишал. Како девицата мора да фати страната, ама мора да биде малку и толерантна кон себе. Дека не можеме ние да бидеме идеални. Да не бидеме толку строги, дека некоја ќе дојде некоја ситуација, дека нешто ќе не разлече, може би ќе погрешиме, може би нешто ќе се случи, може би премногу размислуваме, се стегаме, не отвараме вратата, не чукаме на портата. Па никој нема да ни отвори. Или понекогаш, наместо да чукнеме, да проанализираме, ние влегуваме низ портата, влегуваме у забранетото, влегуваме во опасност и на крај се осоочуваме со страдањето. Девицата мора да го живее тоа страдање. Она не може да помине без болки и без страдање. Значи има зодијачки знаци кој може полесно да поминете животот. Како нешто да ги штити. Кај девицата се е на анализа, се е на контрола, се е на преиспитување. Девицата како да е ставена пред оганот. Оганот, ако премногу се приближиш, ќе те изгори. И девицата затоа гледате како нон-стоп се привлекува, се одбива. Затоа девицата ќе ја имаш како пријател, ама не можеш да биде сигурен дали таја ќе те прифати идеално како пријател. Ја имаш како партнер, но не можеш да знаеш дали девицата целосно ќе ти се подреди како партнер или целосно ќе
ќе те опушти на некој начин. Може би ќе ти наметне барања, може би ќе ти создаде потешкоти, може би ќе те стави пред искушение, може би ќе сака да испита колку си верен, колку си стабилен, колку си посветен. Че девицата нонстоп анализира. Затоа се вели, девицата е зодиачки знак кој е многу тешко да го освоиш. Бидејќи девицата не го дава лесно своето срце. Но девицата ако го даде своето срце, тогаш е таа вистинската. И сега гледате, одиме кон тоа како девицата себе да се оснажни, како умот да го употреби за афирмативни цели, значи не за законот на заштитата, на безбедноста, на отпорот и негацијата, туку законот на афирмацијата, на креативното действување и себе менување. Ако девицата тоа го постигне со читање книги, еве оваа книга Будење на позитивната енергија е идеална за родените во знакот на девица и подзнакот девица. Таму има многу нешта кои што треба да ги поттикнат да го зајакнат своето его на некој начин, или својата личност, или својата суштина. Своето јас. Затоа они мора да научат, гледате тука што анализираме, помалку да се плашат, помалку да се стегаат, да не бидат отуѓени, да не се чувствуваат осамени, да веруваат во себе си, таа своја логика, анализа да употребат за напредување и скачување, а не за штитење, да не дозволуваат било кој да допре до нивната интима, точно да внимаваат на болеста, но не да претеруваат со тој вид на хипохондрија, па да се сплашат од се и се што. Не да се раздаваат со страстите, но не да ги исклучат во животот, таа што и тие се дел од постоењето на човекот. Да имаат во вид дека емоционалната интелигенција постои во нив, но тоа ќе дојде до израз кога малку ќе олабават когнитивната интелигенција. Тоа значи повеќе интуиција, повеќе инстинкти, повеќе чувствување, а помалку преголемо рационализирање. Ако ова го постигнат, ќе напредуваат. Но затоа се успешни во професии, кај што треба прецизност, книговодствено, сметководство, образование, Часовници. економија, едни од најголемите сега. Часовници, тоа може и тоа, затоа што Швајцарија е под доменот на девицата. Да. Потоа, онамо кај што е медицината, психологија, едни од најдобрите во медицината, добри доктори, успешни доктори, ова што кажав, ги бидува во секоја професија која бара математички дејности, прецизности, но не е битно. И онамо кај што се човечките односи, комуникацијата. Е сега, не како кај близнаците, да работат, да речеме, во медиумите. Не се девиците толку за експонирање. Близнаците се вешти во говорот. Брзо им доаѓаат мислите и брзо решаваат. Девицата треба добро да го почувствува полето на работа и добро да действува, од која ќе биде сигурно дека така треба да действува. Значи, они не бараат брза интелигенција, брза и импулсивна. Тоа е близначко водилијанска интелигенција. Тие бараат целовита, темелна. Еве, се одлични како писатели. Еве, ја го имам Меркур во Девица и од Меркур во Девица сум успеал да пишувам книги. Јас си ги средувам книгите, нема додека ја не сум сигурен книгата биде како што треба, не ја давам во јавност. Треба биде темелна, добро анализирана, секоја реченица биде јасна, да тече мислата, да тече читањето. Тоа ако не ми тече мене читањето, вака ако ќе почнам да читам, ја таа книга ја фрлам у канта. Да, во сите ваши дела книги се провлекува тоа се. Па тоа ми е од Меркур во Девица. Логика, анализа, перфекциониста и стандарди. Гледате, јас ако правам емисии, држам стандарди. Да, Нема тука, ама чеке некоја емисија да биде ваква, послаба, подобра. Гледај ти да извлечеш максимум. Ама не треба се обседнал со перфекционизам. Во секоја книга, во секој дело, во секој настап, ќе има некоја слабост. Па и нека има слабост. Тоа се опуштиш. Значи, некако девиците никаква слабост. Никаква слабост во однос, никаква слабост кај децата, како тоа четврка, дај сите петки, дај зашто се настина, зашто ова ти се случи, зашто партерот ваков бил или онаков. Абе, опушти се малку. Опушти се, полека. Гледај го мигот, гледај ги состојбите дека во суштина се добри, па сега не може да бидат идеални. Па што ако бидат идеални? Ако бидат идеални, еден ќе завршат. За се што го постигнало врвот, што се искачило на највисокиот врв, тоа е веќе спремно за спуштање. Значи, гледате концепција, да бидам на врвот. Најопасно е да бидеш на врвот. А си на врвот ќе одиш надоле. Да. Уживај во искачувањето кон врвот. Тоа е филозофија на девица. Ако она тоа го практикува, ќе биде супер. Да. Затоа и овие професии кои ги кажав, се многу добри да ги имаат. И успешни си со парите. Кај што се финансиите, они може да бидат многу успешни.
се Агата Кристи. Дали она родена од знакот на девица? Точно е. А Девица. дали била прецизна, аналитична, психолошки? Во романите, романите. да, криминалните, детективските романи, Така. точно. Клаудија Шифер, дали убавица? Да, прекрасна дама, убавица. Софија Лорен, знаеш дека е исто девица? Да. А гледаш таа како убавина, не е расфрлана убавина се вика тоа. Гледаш Да. девица каква е една класична, една би рекол фина убавина, естетска убавина. Раскошна, така. Абе, не е она како да. Мерлин Монро, да речеме, или како Брижит Бардо. Тоа е друг тип, тука страстите избиваат на површина. Нив ги сакаат ради страстите, ради магнетизмот. А оваа ја сакаат ради стабилноста, ради некоја женственост што има. Гледате ради интелектуалноста. Кај девицата многу присутна интелектуалноста. Еве, Мерил Стрип е родена од знакот на рак. Таа не е некоја голем убавица, ама има голем шарм, има нешто посебно, има нешто препознатливо, има нешто па и невино, како еден рак што има. Да. Така и кај девиците ги имаме овие аспекти. Значи, Шон Конери ти е исто така Шон девица. Конери, Да. Пауло Мајкл Коелјо, Джексон. Мајкл Джексон. Мајкл Джексон обседнат со педантерија. И он не се припатил себе си, обседнат со перфекционизам. Он дека не извежба, дека не ги среди сите точки во танцувањето, во пењето, во било што, он не се опушта. Плюс имаше отпори кон својата црна кожа на Да. тенот на кожата. Менуваше операции преку 50 операции напред. И се плашеше од прашината. Да. И фактички од тоа почина. Многу консумираше медикаменти и тој докторот му наметнуваше се и се што и на крај овој настрада. Плюс настрада зашто беше ставено високо темпо, висока кондиција за да одговори на задачите кога одржува концерти. Значи гледате девица што се притиска. Се притиска ради изглед, се притиска заради кондиција, се притиска заради односи, се притиска заради публика, се притиска заради пари и девицата се притиска. Девицата се притиска и ја нема силата. И на крај се истоштува. Што треба девицата да направи? Да се опушти. Ја ќе направам тоа што можам, што биде нека биде. Да. Концепција на овенот. Овен. Терам напред, па сега до кај ќе стигнам. Концепција на лавот. Ја имам енергија, имам страст, што и дај ќе победам. Гледате поразличен концепт? А девица чекај, ама не, ама може, ама не иде, ама зашто, ама како? Преиспитување. И стегање. Стегање на партнер, стегање на деца, стегање на сама себе и живење по товар. Да. И тогаш имаат немирни соништа или имаат психолошки некои состојби. Да. Знаат да паднат под анксиозност, знаат да ги фати некојаш и депресија, имаат проблеми со органите за варење, психосоматските болести им се рефлектираат на делови од телото, Да. органски. Зашто многу мислиш, многу се плашиш, многу се кочиш, многу се оптоваруваш и те удира некаде. Е, Да. како овенот страда од главата. Да. Тој реално страда од главата, веќе не размислува, тера напред. Синуси. Но девицата страда од премногу логики, размислување, анализи, преиспитување. Да. И премногу блокирање на енергијата. Тие треба да ја пуштат енергијата. Но што кажав ја преска? Не неразумно да ја пуштат. Пак рациото мора да им биде водилка. Само да го управуваат разумот, а не да ги води стравот. А ако те води стравот, те води кон несигурност. Зашто што кажавме? Девицата има идеал. Идеал да биде средена, Да. да биде стабилна, да биде морална, да биде чиста, да биде во чисти односи. Значи има идеал. Да биде работлива, да има резултати, да биде напредна во професијата. Значи стандардите на девицата. Ако она многу се стегне за тоа дека мора, еден ден ќе настрада. Или ако го изгуби сето ова, изгуби својата вредност, изгуби трудолюбивоста, го изгуби моралот, ја изгуби својата способност за анализа, Да. тогаш што преоѓа во другите патишта. Ако прејде во другите патишта, девицата тука се губи. Да. Некои знаци ќе прејдат од другите патишта, ќе се извалкаат и може пак да се вратат на овие патишта. Такви се. Играат црно, бело, топло, ладно. Девица има поинаков концепт. Или е чисто, или е опасно ако е валкано. Затоа има девица строги материјалисти, луѓе дури некои од нив одадени на коцката. Многу од нив имало клептомани, па кој каде се наметнал во позициите преалчни, ајде да не ги кажам кои се, и од Македонија ги има некои. Од нашата политичка Така. сцена. Значи комплицирани ликови, кои што можеле вамо да изградат стабилност, имале позиција, имале моќ, имале вредност, имале некои концепти, само да се задржале, да обстанале на тоа, че имале и пари, че имале и статус, че имале и се, ама нешто ги подлажало. Изгубиле од честност, од моралност, отишле во другата патека. Отишле во другата патека и судбината им се испомешала и малку ги спуштила кон дното. Но понекогаш девиците
умеат да се излечат од дното. Само треба да веруваат во себе си, треба да имаат сила и капацитет и да читаат вакви книги за будење на позитивната енергија. Точно. Исто така само да напоменам, битно е дека Лав Николаевич Толстој, големиот писател, роден е на исти ден со мене, 28 август. Исто така и Дейвид Финчер, големиот режисер, 28 август 1962, има од него еден филм се вика Зодиак, ги обработува значи тие теми, Севан, Fight Club и така натаму. И, Може- и мајка Тереза родена озна. Мајка Тереза, точно во девица. Од нашите балкански Јелена Розга, од Сузана Спасовска, Катарина Ивановска од нашето поднебие, Камерон Диас, потоа Киану Ривз, треба да го напоменеме, Адам Сендлер, пејачката Пинк, Бионсе, потоа Дженет Пинкет Смит, Роналдо, да. си прочитал за Па Роналдо? не, него забележав. Да. Ама не, вистинскиот Роналдо треба да видиме. Да. Не Кристијан Роналдо. Не Кристијан, да, од бразилецот. Да. Бразилецот, да, мислам да, точно. Марадона е Скорпија. Марадона. Пеле е Скорпија. Да. Како и да е, девица сака и спорт. Сака здрав начин на храна, тоа не кажавме. Многу внимава на исхраната и така треба, зашто има проблем со желудникот, со органите за варење и многу добро да се храни. Но пред се главни се мислите. Што мислам, како се чувствам и кон што се насочувам. Пред да предеме само кои градови дестинации, да кажам и кои кристали се соодветни за хороскопскиот знак на девица. Пред се тоа се амазонитот, содалитот, карнелијан, флуорит, хематит и други. Претежно кристали кои што функционираат за постигнување рамнотежа, комуникација, смирување и така натаму. И за самиот крај да прочитаме од книгата на доктор Зоран Крстевски, Астролошки записи, астролошки полки за подобрување на животната перспектива. Кои градови и држави се соодветни за овој хороскопски знак? Патувањата и зодијачките знаци. Девица, Македонија, од поново време, Турција, Хрватска, Грција, Западна Индија, дел од Бразил, Уругвај и најидеалниот представник Швајцарија, поради нејзината економичност, банкарскиот потенцијал, неутралност, перфекционизмот, часовници. Од градовите Ерусалим, Загреб, Атина, Анкара, Фрајбург, Бостон, Лос Анџелес, Лион, Ница, Братислава, Базел, Берн и Париз, како најдобар представник на знакот девица. Професоре, за самиот крај некоја кратка поука, некоја совет за родените во овој знак девица? Па советот да научат да се опуштаат, да веруваат во себе си, да го гледаат позитивното и да сватат дека во животот се тече, се менува, дека можеби некој ќе има искушенија, борби и страдања, но тоа не е факт на кој треба да се потпрат. Туку нешто кое треба да ги научи. Значи, само верба во себе си и само напредок кон она што ги буди и ги хармонизира и во љубовта и во работата. Бидејќи на крајот на криштата девицата умее и знае да постигне стабилност и сигурност. Најголемата стабилност и сигурност произлегува од натрешноста и од она што ние го носиме во себе си. Значи, незиниот главен белег е знаењето. Значи, што повеќе знаење, што повеќе информации кои се афирмативни, што повеќе позитивни мисли за соседната вредност и на крај се ќе биде добро. Да, и за самиот крај исто така да напоменам дека тие се големи педагози, многу успешно работат со деца, со најистакнати се како психолози, меѓутоа и у педагогија и во тоа поле исто така се наоѓаат. И во вашите книги неретко спомнувате дека од финансиски аспект девицата доколку има материјална сигурност во животот може да биде многу среќна, доколку не се оствари на финансиско поле не би била доволно среќна во животот. Тоа е заради потребата за сигурност. Да. Затоа што нив животот не им е ориентиран кон парите, туку им е ориентиран кон она што треба ми донесе стабилност и сигурност. Да. И се гледате стабилност на здравствено поле, стабилност на работата, стабилност во односите, стабилност на покрив на глава, стабилност со финансиите. Целата таа стабилност ми донесува внатрешна сигурност. Така што целата концепција се базира каде ние да постигнеме стабилноста и да се почувствуваме посигурни. Но јас пак ќе кажам, надворешните фактори се битни, но не се пресудни. Внатрешните односи се многу поклучни. Значи, девицата треба да работи на себе, да работи на своите стравови, на својата закоченост, на своето понекогаш неопуштеност и тука да најде сигурност и стабилност. Ако самите со себе се сигурни и духовно воздигнати, тога сите овие надворешни фактори не се проблем за една паметна девица да ги разреши. Така.
Благодарам, професоре. Драги гледачи, ви благодарам и вам за вашето внимание. Тоа беше емисијата, подкастот посветен на хороскопскиот знак Девица. Се гледаме наредниот пат и за крај само стиснете лайк, сабскрајб и преплатете се на каналот. Ви благодарам и до гледање.